Централен дневник на регионалната К1. Добро вечер. Настаните кои го одбележаа денешниот ден ги донесуваме веднаш по најавите. Гледајте дневник. Агенцијата за вработување со оглас преку кој се обезбедува поддршка за отварање бизнис за лица со инвалидитет. 5 мали хидроцентрали со 10 пати поголема моќност наскоро ќе започнат со работа. Малолетнички бракови тема на дискусија на локалниот совет за детско престапништво. Агенцијата за вработување со оглас преку кој се обезбедува поддршка за отворање бизнис за лица со инвалидитет. Лицата можат да добијат финансиска поддршка со грант од 15.000 евра, кои можат да се искористат за отворање и развој на својот бизнис. Преку Агенцијата за вработување, владата обезбедува значајна поддршка за отворање на бизнис од страна на лицата со инвалидитет и за вработување на кадри. Имено се обезбедува финансиска поддршка со грант од 15.000 евра да се искористат за отворање и развој на својот бизнис. На огласот може да аплицираат сите евидентирани невработени инвалидни лица кои своето вработување сакаат да го решат со финансиска поддршка преку програмата за самовработување на лица со инвалидност. Се работи за добро осмислен и извонредно поволен пакет за отварање на бизниси за вработување на лицата со инвалидитет. Во вкупен обем тие се стекнуваат со правото и можноста да добијат цена се околу 15.000 евра, кои што ќе бидат искористени за креирање на бизнисот, за вработување на 2 дополнителни лица во истиот тој бизнис и за добивање на помош од посебниот фонд на агенцијата, што представуваат средства кои што може да придонесат за квалитетно остварување и развивање на самиот бизнис. Тие треба да се пријават во работните клубови на центрите за вработување на Агенцијата за вработување на Република Македонија, каде редовно се евидентираат како невработени лица. Грантот може да се користи за повеќе намени: започнување бизнис преку самовработување и набавка на опрема и репроматеријали. Можат да се искористат 310.000 денари, вклучувајќи и експертска поддршка преку обуки, изработка бизнис план и регистрација. Единствен услов за основачот на бизнисот е дополнително вработените да ги задржи на работа најмалку 12 месеци. Портпаролот Ѓорѓиев истакна дека владата ќе продолжи со поддршка на оваа категорија граѓани со цел поголема нивна вработеност. Во новиот оперативен план за активни програми и мерки за вработување ќе бидат опфатени 13.500 лица. Од нив 8.700 ќе бидат директно вработени. Повеќе во прилогот на колешката Елица Радевска. 13.500 лица ќе бидат опфатени, од кои 8.700 ќе бидат директно вработени. Ова го истакна вице-премиерот за економски прашања Владимир Пешевски, кој на денешната пресконференција го представи оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2016 година. Оперативниот план се состои од 28 мерки и обуки кои се достапни на сите невработени лица, баратели на работа евидентирани во Агенцијата за вработување на Република Македонија, а особен фокус е ставен на младите лица до 29 години. Со овој план ќе се поддржи отварањето на 920 нови микрокомпании, ќе се поддржи самовработувањето на 300 лица со инвалидитет, ќе се субвенционира отварањето на околу 5700 нови работни места во приватните компании. Од споменатите 5700 нови работни места кои ќе бидат креирани преку мерката за субвенционирање, само преку проектот Македонија вработува, до април планираме да се вработат околу 5000 лица на возраст од 15 до 58 години. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов на пресконференцијата истакна дека ќе се продолжи со реализација на некои постојани мерки и програми. Со новата оперативна програма предвидена е и програма за отварање приватни детски градинки и отварање на домови за стари лица. Со цел зголемување на бројот на приватни детски градинки, ќе овозможиме грант во износ од 10.000 евра за отворена приватна детска градинка и грант од 12.500 евра за отворен приватен дом за стари лица.
за вкупно 20 нови правни субјекти или вкупно 100 нови вработувања кои што ќе влијаат за создавање на дополнителен капацитет за над 400 деца во градинките и над 400 стари лица во старските домови. Вкупно над 6000 лица ќе се опфатат во различните обуки кои ги нудат и ги реализираат со АВРМ, при што значаен дел од обуките ќе се реализира во реални работни услови на современа опрема и механизација. Овој оперативен план е создаден да помогне и на работодавачите, но и на невработените до квалитетно работно место. За 2016 година предвидуваме и пилот мерка за обука и на лица кои што се во работен однос, кои што заедно со агенцијата ќе ги споделат трошоците за таа обука која што сакаат да посетуваат заради одржување на вработувањето или за постигнување на нови технологии при работа во компанијата каде што работи. За реализација на оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот ќе бидат инвестирани 710 милиони денари. До крајот на овој месец се очекува да започнат со работа 5 мали хидроцентрали во Кавадарци. Инвестицијата е вредна околу 20 милиони евра, а хидроцентралите имаат 10 пати поголема моќност од оние на јавното комунално предпријатие. За ова и останати теми говори градоначалникот на општина Кавадарци Александар Панов во емисијата Отворено за, која можете да ја гледате денес во 21 часот. Успеавме да издействуваме и мислам дека во Република Македонија сме првите кои што ги искористија поволностите кои што ги донесе Законот за јавно-приватно партнерство уште во 2008 година со неговото донесување. Овој проект веќе го имавме во раце, но најдовме начини како преку Министерството за економија и тогашниот заменик министер Хадживасков да ја изтуркаме целата работа, да ги завршиме сите формалности и еве до крајот на овој месец, најверојатно 29 или 30, да бидеме сведоци на сечење на лента на една голема инвестиција од 20 милиона евра во Кавадарци, односно новите 5 мини централи со моќност 10 пати поголеми од оние на јавното предпријатие Комуналец или над 10 мегавати, со кои што повторно, односно уште еднаш, максимално го искористивме водниот потенцијал на Стара река, односно на Бошавица. Околу 1200 литри во секунда сега без проблем патуваат кон Кавадарци. Во следните 18 месеци ќе се одржи обука за високопрофесионални пилоти, организирана од Центарот за обука за пилоти на армијата на Република Македонија. Министерот за одбрана Зоран Јолевски ги повика сите заинтересирани граѓани да се пријават на конкурсот за пилоти. Талентирани и внимателно селектирани кандидати ја започнаа својата обука во Центарот за обука на пилоти на армијата на Република Македонија. Тие во следните 18 месеци ќе имаат обука која ќе ги направи високопрофесионални пилоти, подготвени за сите предизвици кои со себе го носи пилотскиот позив. За време на презентацијата на петата генерација слушатели, министерот за одбрана на Република Македонија Зоран Јолевски ги повика сите граѓани да се пријават на конкурсот за пилоти. Ја користам оваа прилика да ги повикам сите граѓани на Република Македонија кои имаат завршено високо образование, говорат англиски јазик и се помлади од 28 години, да се пријават на конкурсот за обука на пилоти кој постојано отворен во Министерството за одбрана. На секој пријавен кандидат ќе можеме да помини и селективниот процес кој го водат искусни пилоти од Израел. На презентацијата се обрати и директорот на Центарот за обука на пилоти Јаари Шрага, кој го истакна потенцијалот кој го има овој современ, модерен центар за обука. Тој им посака на новите кадети успешна и безбедна обука на нивниот пат да станат пилоти. Полковник Томас Батлер, одбранбено аташе на Соединетите Американски држави, акредитиран за Република Македонија, информираше дека Република Македонија е поканета да номинира млади луѓе да конкурираат како меѓународни студенти за слободните места на Академијата на воздухопловни сили на Соединетите Американски држави во Колорадо Спрингс. Со цел спречување на малолетничките бракови, локалниот совет за детско престапништво организира низа активности кои ги започна од основното општинско училиште Јордан Хаджи Константинов Джинот во Велес. Според истражувањата, детските бракови се актуелен проблем во Македонија.
Иако во некои земји малолетничките бракови на некој начин представуваат традиција, здруженијата кои се занимаваат со оваа проблематика во нашата држава се против тоа. Со цел спречување на оваа појава, локалниот совет за детско престапништво организирани за активности кои ги започна од Основното општинско училиште Јордан Хаджи Константинов Джинот. Оваа програма е замислена да се одвива предавање во повеќе училишта во градот и во приградските општини, каде што ќе бидат опфатени деца, а и повеќе ќе бидат опфатени родители, што ќе се предава темата малолетнички бракови, спречување на појавата малолетнички бракови, која се како појава се има на нашата општина. Праксата покажува дека во неголемиот број случаи на бракови во кои има малолетници, најчесто станува збор за девојчиња на возраст од 15 до 19 години. Националниот просек е 4%, а кај ромите дури 22%. Како институции кои што се занимаваме со проблематика на малолетници, тоест деца со различни девијантни однесувања и оваа појава што е во кривичниот закон на малолетнички бракови, имаме појава. Повеќе години имаме појава да се склучуваат бракови кај малолетни лица до 14 години што се деца и над 14 години и така локалните институции действуваат и да се спречи таа појава. Од гледна точка на социолозите, социјалните мрежи дополнително влијаат на оваа појава. Во денешно време, од најмала возраст, децата креираат сопствени профили на социјалните мрежи. Јас ќе истекнам еден момент кој што досега можеби ретко го споменуваат, а тоа е моментот на социјалните мрежи. Имено колку социјалните мрежи, како што е Facebook, Twitter, влијаат на зближувањето на луѓето. Јас сум апсолутно сигурен дека исто толку влијаат и врз разделувањето на луѓето. Според истражувањата, детските бракови се активен проблем и во Македонија. Постојат големи разлики кај различните етнички заедници, па така само 2% од македонците стапуваат во малолетнички брак, кај албанците 6%, а кај ромите дури 22%. Во рамки на проектот меѓуетничка интеграција во образованието, учениците од Основното општинско училиште Тодор Јанев од општина Чашка, од Основното општинско училиште Лирија од Горно Јаболчиште и од Основното општинско училиште Петар Здравковски Пенко од Скопје одржаа меѓународна средба на Скопско кале. Учениците од Општинското основно училиште Тодор Јанев од општина Чашка, училиштето Лирија од Горно Јаболчиште и Општинското основно училиште Петар Здравковски Пенко од Скопје одржаа меѓуетничка средба на Скопско кале. Екскурзијата е во рамки на проектот меѓуетничка интеграција во образованието. Ова е една од низата активности кои ги организираат училиштата од општина Чашка и Горно Јаболчиште. И се надеваме дека овие наши средби ќе продолжат и понатака, дека ќе се дружиме и понатака, дека ќе ги негуваме нашите две различни религии. Целта на средбата е меѓуетничко дружење меѓу учениците македонци, албанци и турци. Екскурзијата вклучуваше и посета на знаменитости, како и литературно читање на сите три јазици. Учениците се сретнаа и со писателите Горијан Петрески и Фејзи Бојко. Бојко е добитник на годинешната државна награда 23 октомври, која наскоро ќе му биде доделена. Градинка за децата на вработените денеска беше отворена во Министерството за финансии на Република Македонија. Градинката Мали Мили Буџетчиња е првата од ваков вид во Македонија. Има капацитет за 40 деца и е намената за две возрастни групи, од 2 до 4 и од 4 до 6 години. Во продолжение и останатите вести од Македонија. Рейтинг агенцијата Стандард и Пурс го потврди кредитниот рейтинг на Македонија од BB- со стабилен изглед. Ова е исклучително добар сигнал за странските инвеститори со оглед на тоа дека оваа кредитна агенција претходно во 2015 година го намали кредитниот рейтинг на Русија на BB+ од BBB, а на Хрватски го намали изгледот од позитивен на негативен. За растот агенцијата очекува во следните 4 години истиот да биде поддржан од започнатите капитални инвестиции, од приливите од странските директни инвестиции, како и од континуираниот раст на извозот. Од
2010 година извозната активност, заедно со експанзивната фискална политика ја поддржа економијата и помогна во намалување на невработеноста, се вели во извештајот. Банкарскиот сектор е стабилен, добро капитализиран и обезбеден со домашни депозити. Македонската регулатива и поставената супервизорска рамка овозможува справување со ликвидностниот ризик поврзан со потенцијалните повлекувања од мајките банки, се наведува во извештајот. Од 2006 година па до денес владата го има зголемено буџетот за образованието за 67%, а ова е една од позначајните инвестиции во образованието, подрече денеска заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски. Владата јасно и недвосмислено има утврдено дека образованието е еден од 5 приоритети, реформите во образованието на сите нивоа и зголемувањето на негативниот квалитет. Заменик министерот изјави дека владата во изминатиот период спроведе низ за инвестиции, токму во насока на подобрување на образовниот систем во Македонија. Студентите денеска располагаат со литература, која е преведена и преземена од 10 најдобро рангирани универзитети во светот. Министерот истакна дека во Македонија досега се изградени вкупно 70 нови училишта, реконструирани се повеќе од 350 училишни објекти, а во периодот што следи ќе бидат реконструирани уште 40 на училишни објекти. Тој исто така додаде дека заедно со Агенцијата за млади и спорт изградени се 85 спортски сали. А во вестите од светот, засилен надзор на австриската јужна граница поради приливот со бегалци. Во Сирија загинати повеќе од 250.000 луѓе во граѓанската војна која започна во 2011 година. Австриските власти предзедоа мерки во очекување бран бегалци на својата јужна граница, поради одлуката на Унгарија да ја затвори границата со Хрватска. Од ноќеска заострени се граничните контроли на границата на Австрија спрема Словенија, во покраините Корушка и Штаерска. Министерството за внатрешни работи на Австрија, за да изврши засилен надзор, ја повика армијата на помош. Повеќе од 300 војници од 7-та и 6-та бригада на специјалната единица, како и од 4-та оклопна бригада, се ставени во приправна состојба и од денес ќе извршуваат должност во Корушка и Штаерска. На овој начин се зголемува бројот на војници на задачи за асистенција на полицијата на околу 1450, јавуваат австриските медиуми. Во граѓанската војна во Сирија, која почна во 2011 година, загинале повеќе од 250.000 луѓе, соопшти сириската опозицијска организација за човекови права. Во државата загинале 250.124 луѓе, од кои 74.426 цивили, меѓу кои 12.517 деца и 8.000 жени, се наведува во соопштението. Во таа војна загинале 43.752 бунтовници, како и 37.010 странски борци кои биле дел од џихадистички групи. Кај сирискиот режим пак има 91.678 жртви, меѓу кои 52.077 војници и 970 членови на либански Хезболах, кои се борат на страната на председателот Башар ал-Асад. За повеќе од 3.000 загинати се уште не се знае идентитетот. Граѓанската војна во Сирија почна во март 2011 како народен бунт, но подоцна во него се вклучија режимски и бунтовнички сили, како и курди и џихадисти. Заменик министерот за одбрана на Русија Анатолиј Антонов изјавил дека терористичката организација Исламска држава има намера да се прошири во Европа, Русија и Централна Азија. Тој смета дека Авганистан може да биде искористен за упад во Кина. Тој на конференција за безбедноста во Кина предупредил дека Исламска држава има стабилни извори на приходи и добро опремена војска и ја проширува својата експанзија. Според него, терористите можат да се насочат кон ЗНД и на север кон Кина во Авганистан, каде во моментов ситуацијата не се смирува и има постојано борби.
Територијата на Авганистан може да биде користена од групата за идна експанзија во Централна Азија, републики од ЗНД и насока на Ксинџијанг, ујгурски автономен регион на Кина, рекол Антонов. Според него, постои големо барање за стратегија на политичка стабилизација и економско опоравување на Блискиот Исток и Северна Африка. Предмалку заврши надпреварот од честото коло во ракометната Суперлига, во кој борец на домашен терен загуби од екипата на Охрид. Крајниот резултат на овој меч беше 21-25. Следуваат останатите домашни спортски вести. Во третото коло од втората пинг-понгарска лига на Македонија, екипата на Борец Тим стигна и до втората победа во сезоната. На денешниот надпревар против пинг-понг клубот Хепи од Кочани, тие остварија победа со резултат од 5:2. По 3 одиграни надпревари, Борец Тим се наоѓа на делба на третата позиција на табелата со 4 освоени бодови. Во следното коло тие ќе играат против Астрион, а на барање на гостинскиот тим мечот ќе биде одигран утре. Екипата на Вардар Неготино, која е лидер на табелата во македонската трета лига Југ, во утрешниот надпревар против Горно Конјарик има шанса да ја продолжи својата победничка серија. Вардарци се големи фаворити на овој надпревар, па се очекува да стигнат до победата, бидејќи гостите по 7 одиграни надпревари се наоѓаат на предпоследната позиција на табелата со само 3 освоени бодови. Надпреварот помеѓу Вардар Неготино и Горно Конјарик ќе започне во 14 часот и 30 минути. Работнички и Брегалница го одиграа воведниот надпревар од 10-то коло во првата македонска фудбалска лига. Во дуелот кој беше одигран на арената Филип II, во кој мрежите мируваа, двата тима ги поделија бодовите. Останатите надпревари од 10-то коло ќе бидат одиграни утре, а во нив лидерот на табелата Шкендија игра на гостински терен против Царев двор, додека актуелниот шампион Вардар му гостува на Шкупи. Сите надпревари ќе започнат во 14 часот и 30 минути. На меѓународната сцена Борусија Дортмунд ја прекина серијата порази, Монако и Лион ремизираа. Комплетирано е второто коло во кошаркарската Евролига. Маркес на пол позиција во Австралија, Роси ќе стартува 7. Меѓународен спорт. Во германското првенство беше одигран првиот надпревар од 9-то коло, во кој екипата на Борусија Дортмунд ја прекина серијата негативни резултати и конечно победи. Тие во надпреварот против Мајнц на гостински терен славеа со 2:0, а стрелци на головите беа Марко Ројс и Миктаријан. Во францускиот шампионат пак започна 10-то коло. Во него екипите на Лион и Монако ги поделија бодовите, а мечот заврши со резултат од 1:1. Со надпреварите кои беа одиграни во текот на вчерашниот ден беше комплетирано првото коло во кошаркарската Евролига. Фенербахче славеше против Бајерн со 74:67, а македонскиот репрезентативец Перо Антик за 24 минути кој ги одигра на овој дуел постигна 7 погодоци и запише 6 скокови. Реал Мадрид одбраната на титулата ја започна со пораз. Тие на гостувањето кај Химки убедливо беа поразени со 84:70. Во останатите надпревари Локомотив Кубан Панатенаикос 81:70, Зелена Гора Жалгирис 62:66, Лимоша надолу Ефес 77:89 и Милано Лаборал 78:76. Во текот на вчерашниот ден беа одиграни премиерните надпревари од новата сезона во ракометната лига на шампиони за жени. Во нив и двата романски представника славеа. Екипата на Букурешт на домашен терен го победи Лублин со 33:21, додека Баја Маре триумфираше на гостувањето кај Крим. Крајниот резултат на овој меч беше 27:33. Во овој надпревар настапи и две македонски репрезентативки. Миријета Бајрамовска во тимот на Крим постигна 4 погодоци, додека Елена Ѓоргиевска не успеа да се запише во листата на стрелците во победничкиот тим. Денес на програмата се уште два надпревари, меѓу кои македонскиот шампион ЖРК Вардар на домашен терен ќе го пречека еден од главните конкуренти за освојување на титулата оваа сезона, тимот на Гер.
Во MotoGP надпреварувањето актуелниот шампион шпанецот Марк Маркес освои уште една пол позиција оваа сезона. Времето од 1 минута 28 секунди и 364 илјадитинки, кое тој го постави на патеката Алберт Парк во Австралија, беше недостижно за конкурентите. Лидерите во генералниот пласман оваа сезона Лоренцо и Роси ќе стартуваат од третата, односно седмата позиција. Трката за големата награда на Австралија ќе започне во 7 часот на утро. Денеска времето умерено облачно со повремени сончеви периоди. Синоптичарите и за утре најавуваат слично време. Пат на температурите ќе имаме дури од вторник. Ви благодарам на вниманието, почитувани. Останете и понатаму со нашата програма. Пријатно.